Новата сезона во ракометната Суперлига во машка конкуренција може да донесе промени, а во насока на подигање на квалитетот. И во следната сезона 2025-2026 ракометната елита на Македонија ќе брои 12 екипи и останува исто со тоа што првите 6 ќе играат во плејофот, а останатите 6 ќе бидат дел од плејаутот. Во регуларниот дел од сезоната ќе се одиграат 22 кола, а потоа уште по 2 круга во плејофот каде ќе се разигрува за титула и излез во Европа, како и во плејофот каде ќе се разигрува за опстанок во Суперлигата. Промена ќе има во делот на пренесување на бодови. Во претходната сезона првиот пренесуваше 3 бодови, вториот и третиот по 2 бодови, четвртиот и петиот по 1 бод, а шестиот не пренесуваше бодови во плејофот, додека пак седмиот пренесуваше 3 бодови во плејаутот, осмиот и деветиот по 2 бодови, 10-тиот и 11-тиот на табелата од регуларниот дел пренесуваа по 1 бод, а последниот не пренесуваше бодови во плејаутот. Пренесувањето на бодови сега ќе биде минато, а тоа ќе значи промена за војнина. По комплетирањето на регуларниот дел, односно после одигрувањето на тие 22 кола, екипите ќе пренесуваат бодовите кои ги освоиле во регуларниот дел во плејофот или во плејаутот во зависност каде ќе завршат на табелата во регуларниот дел. Наместо 3, 2, 1 или 0 бодови, се екипите ги пренесуваат бодовите во целост во втората фаза од надпреварувањето, односно во плејофот и плејаутот. На овој начин ќе има поголема конкуренција и бодовите ќе им бидат многу важни уште во регуларниот дел од сезоната на екипите, бидејќи ќе им бидат важни во плејофот, односно плејаутот. Останува да биде и официјално потврдено од Ракометната федерација на Македонија во пропозициите.